Собранието со 67 гласа за и 13 против ја утврди потребата од измени на законот за влада, со кој се предлага укинување на пражинската, односно техничката влада. Пратеникот Оливер Спасовски од Социјалдемократскиот сојуз побара измените да се донесат со консензус, како и при нивното првично усвојување, а не по скратена постапка. Со тоа што денеска на брзина, по скратена постапка, наместо во редовна постапка, сака да донесете закон за влада, нема да можеме да ги исполниме тие критериуми за реформската агенда, бидејќи реформската агенда предвидува, како и за другите законски решенија, изборниот законник, нов закон за нов кривичен законник, и исто така и за нов закон за влада. Така да, мислам, нема потреба од никакво брзање во однос на носењето законско решение, да се вратиме на форматот на кој што разговараме за ова прашање за кое што практично на барање на вашиот председател тогаш е донесено законско решение кое што го имаме исто консензус со политичките партии и преку диалог внатре во собранието да го вратиме. Координаторот на претеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицевски праша зошто опозицијата е против измените, оценувајќи дека пражинската влада е веќе надминато решение. Не ми е јасна оваа панична реакција од опозицијската СДСМ од причина што сите овие аргументи кои што ги слушнавме од координаторот Спасовски не држат вода. Зошто? Затоа што ова брзо носење на закон започна од 20 јануари, кога Минчев не собра сите политички субјекти, ни го даде законот за да размислуваме и да разговараме за евентуалните измени кои што би можеле да се случат, затоа што и формално и неформално се изнаслушавме дека таа техничка влада, односно така наречена пражинска влада, е надминато решение и дека тоа треба да се смени. Чудно некако ги сменивте ставовите од укинување на оваа техничка влада во повторно или плашење зошто да се укине, и од таа причина владата, односно министерството, го земеле фактот дека следните избори треба да се случат, па потоа да се случи таа промена, и не ја гледам причината за вакви панични реакции од ваша страна. Техничката влада произлегува од Пражинскиот договор од 2015 година со цел да обезбеди фер избори преку вклучување на опозицијата во извршната власт 100 дена пред изборите.